Почитувани, иако пред 3 години затекнав општина чиј долг изнесуваше повеќе од 1 милион евра, денес можам да кажам дека успеавме да ги отплатиме натрупаните долгови и успешно да реализираме повеќе од 150 проекти чија вредност надминува 231 милион денари, односно 3,8 милиони евра. Во моментот работиме на еден од најголемите проекти што се случил во историјата на постоењето на општина Новаци. Ги градиме главните улици кои ќе ја поврзат новата индустријска зона во Новаци во должина од 1,5 километар, вредни околу 60 милиони денари. Овој проект ќе значи дополнителен раст и развој на целиот регион. Ја градиме модерната спортско-рекреативна патека која ќе значи поврзување на Новаци со манастирот Рождество на Пресвета Богородица, што беше едно од моите предизборни ветувања кој веќе се реализира. Вкупната должина на пешачката патека е 1440 метри, а ќе содржи пешачка, велосипедска и атлетска патека. Проектот е вреден 12,8 милиони денари. Добрата патна инфраструктура е предуслов за обезбедување на добар животен стандард, економски раст и социјална благосостојба. Квалитетна и модерна инфраструктура го олеснува секојдневниот живот, ја зголемува безбедноста, стимулира развој на туризмот и обезбедува рамномерен раст на различните региони. Во изминатите 3 години во општина Новаци асфалтиравме вкупно 6,5 километри локални патишта и улици, за што сме потрошиле вкупно 35 милиони денари. Го изградивме плоштадот пред куќата на македонската хероина од илинденскиот период Кале Шања во Мариовското село Старавина, чија вредност изнесува 4,5 милиони денари. Во изминатите 3 години реконструиравме и изградивме нови тротоари во селата Делбеговци, Новаци, Добромири, Долно Агларци и Рибарци, со вкупна должина од скоро 2 километри. Изградивме примарен цевковод за водоснабдување на селата Бач и Живојно, со вкупна должина од 6 километри и вредност 23 милиони денари. Изградивме комплетно нова водоводна и канализациона мрежа на улиците Крак 1 и Крак 3, кои водат до новата индустријска зона Златен клас во должина од 875 метри. Едно од моите најголеми ветувања во предизборието беше изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица во село Добромири. Ветеното се реализира. Ја изградивме првата фаза во должина од 2147 метри. Следната пролет ќе биде целосно завршена по сите еколошки стандарди. Го чистивме поројот во село Гермијан и го саниравме газелиштето на река Елешка. Направивме нова атмосферска канализација во 3 села со вкупна должина од 1,4 километри. На барање на жителите на општина Новаци го пробивме патот од манастирот Свети Илија Живојно до село Совиќ во должина од 9 километри. Ги направивме банкините на коловозот на патниот правец Новаци Рибарци во должина од 3 километри. И континуирано 3 години ги санираме полските патишта низ цела територија на општина Новаци. Во 3 села Бач, Делбеговци и Добромири изградивме и реконструиравме капели. На барање на жителите од повеќе села изградивме 4 чешми, 2 летниковци и јарболи со знамиња. Саниравме 2 подпорни зида и објектот на јавното комунално претпријатие во Новаци. Вложувањето во образованието е еден од најважните аспекти на развојот на едно општество. Квалитетното образование не само што го подобрува животниот стандард на индивидуите, туку има и големо влијание на економскиот развој, социјалната кохезија и иновациите во заедницата. Во изминатите 3 години комплетно ги реконструиравме внатрешните тоалети во Централното основно училиште Славко Лумбарковски во Новаци. Направивме санирање на зидовите, молерисување, промена на подовите и други занечиски работи во сите подрачни училишта. Секоја година им доделуваме еднократна парична помош во висина од 10.000 денари на сите првоодделенци, а на сите четвртоодделенци им набавуваме таблети за следење на наставата. Први во Македонија на сите ученици во основното образование за секој училишен ден ја обезбедивме оброк. На сите редовни студенти и жители на општина Новаци кои се запишуваат прва година на прв циклус студии на државните универзитети во Македонија им ја плаќаме школарината. Вложувањето во младите и спортот има огромно значење не само за развојот на спортистите, туку и за целокупното општество. Спортот помага во физичкото, психолошкото, социјалното развивање на младите и создава здрави навики за цел живот. Изградивме спортско игралиште за мал фудбал по најсовремени модерни стандарди во село Бач. Вредноста на овој проект изнесува 6 милиони денари. Бидејќи ФК Новаци се надпреварува во втората македонска фудбалска лига, направивме темелна реконструкција на фудбалскиот стадион во Новаци, со што ги задоволивме критериумите и стандардите на ФФМ
за сите рангови на фудбалско надпреварување. Општина Новаци важи за општина која многу вложила во спортот и спортските настани и клубови. Во изминатите години од мојот мандат на спортските клубови и Сдруженијата за развој на спортот во општина Новаци сме доделиле вкупно 18,5 милиони денари. На барање на младите од општина Новаци направивме спортска теретана на отворено во склоп на спортската сала во Новаци. Традиционално ги поддржуваме организирањето на меморијалниот турнир во мал фудбал ПЦ Матичевски. Саниравме, реконструиравме и обновивме 9 детски паркови во селата Гермијан, Делбеговци, Новаци, Добромири, Долно Горно Агларци и Рибарци. Постојано вложуваме во нашите млади, бидејќи тие се нашата иднина. Токму затоа реконструиравме објект кој е наменет за младите во село Гермијан. Го реконструиравме и обновивме младискиот центар во Новаци. 3 години по ред го одржуваме фестивалот на жетвата, кој е дводневен саем на механизација, семенски материјал и ѓубрива, домашни производи кои потекнуваат од нашите простори. Континуирано ги поддржуваме пелагонските средби, кои веќе 24 години се одржуваат во општина Новаци и редовно ги помагаме разните здруженија на граѓани, фондации од областа на спортот, културата, едукацијата и слично. Вложувањето во зачувувањето на културното наследство на територијата на општина Новаци е особено важно затоа што представува важен дел од историјата на едно општество и неговата културна идентификација. Зачувувањето на овие вредности ги поврзува сегашните генерации со минатото и создава подлога за идентичност и припадност. Со вложувањето во нашите цркви и манастири привлекуваме туристи, но и го помагаме локалниот економски развој. Постојано вложуваме во заштита на животната средина, редовно сервисирајќи ги и чистејќи ги дивите депонии из целата територија на општината. Уште во првите 100 дена од мојот мандат, како што ветив, доделивме субвенции за набавка на климатизери, а потоа следува субвенции за изградба на термофасади и за изградба на пластеници со вкупна вредност од околу 5 милиони денари. На секој новороденче им сплаќаме еднократна парична помош. Во изминатите 3 години многу вложивме во изработка на ревизија на проектна документација, урбанистички планови, техничка документација за разни видови на проекти. Преку проектите јавни работи и општинско корисна работа им доделивме привремени вработување на 70 лица со социјален ризик, грижејќи се за старите лица од нашата општина. Во изминатите 3 години општина Новаци посветено работеше на реализација на проекти кои имаат траен и позитивен ефект на локалната заедница и економијата, со кои постигна значителен напредок во сите области на општествениот живот, подобрувајќи им го квалитетот на живот на нашите жители. Општина Новаци продолжува да работи честно, макотрпно, посветено на создавање услови за поголем раст и развој, фокусирајќи се на инфраструктурата, младите, спортот и економскиот развој. Оваа динамика на работа создава нови перспективи за иднината на целата општина и за подобрување на животниот стандард на незините жители.